Почитувани вработени, почитувани представници на медиумите. Во изминатиот период, свесно од страна на одделот за заеднички работи при Бирото за јавна безбедност, до надлежните судови се доставуваат неточни и незаконски тврдења дека распоредувањата надвор од местото на живење на работниците се законски и во согласност со Законот за внатрешни работи. Оваа појава, како злоупотреба, треба посебно да се нагласи при распоредувањето на работници од една во друга организацијска единица, надвор од местото на живење во рамките на исти сектор за внатрешни работи, што е во спротивност со член 107 од Законот за внатрешни работи. Бидејќи свесно, намерно, овој оддел ги прекршува одредбите од законот, сето ова резултира со долги судски постапки. Јавноста мора да знае дека наведениот оддел е запознат дека постојат и му се доставени правосилни судски пресуди, потврдени од апелациони судови, каде е утврдено прекршување на нивните постапки кои што ги воделе пред надлежните судови. Сметаме како синдикат дека наведениот оддел исто така прикажува лажни факти и спротивно толкување на прописите на Министерството и кај државниот правобранител со намера и покрај тоа што Министерството е свесно дека ќе го загуби спорот и понатаму се инсистира на долги судски спорови, кои најчесто Министерството ги губи како спорови и работникот со пресуда се враќа на старото работно место. Тука ќе ја запрашаме вечната раководителка, која раководи со наведениот оддел. Доколку не сме во право, зошто по секоја цена ја криете уредбата за организација и работа на Министерството за внатрешни работи? Кога ќе престанете да правите штета на Министерството? Од тие причини, семокна, престанете со манипулирање и погрешно да ја прикажувате фактичката состојба и да вршите злоупотреби на штета на вработените. Бидејќи надлежните служби во МВР, посебно одделот за внатрешна контрола, во соодветство со одделот за криминалистичка полиција и покрај нашето секојдневно реагирање, немаат, а најверојатно нема ни да планираат да извршат никакви проверки во однос на наведените злоупотреби, во наредниот период ќе побараме кривична одговорност од одделот како организацијска единица во рамките на Министерството за внатрешни работи. Само заради незаконското работење на наведениот оддел под капа на долгогодишниот раководител, Министерството на име надомесна штета на вработени, адвокати и извршители има исплатено неколку милиони евра оштета. Вака повеќе не може. Доста е. Второ, неодамна пред вработените и јавноста јавно презентиравме докази за тоа како највисоки функционери во кабинетите на министерот и директорот на Бирото за јавна безбедност со месеци наназад постапуваат спротивно на правилата и прописите на Министерството и со тоа нанесуваат директно штета како на работниците, така и на Министерството, видно по изгубените судски процеси. Имено, наведените функционери, ставајќи се во позиција на семојни председатели на комисиите за распоредување во Министерството за внатрешни работи, не почитувајќи го Законот за внатрешни работи и правилникот за начинот на спроведување на селекција при распоредување во МВР, сами се изготвувале одлуки и истите ги спроведувале до Министерот за внатрешни работи, без при тоа често не свикувајќи ја комисијата која е составена од вкупно 5 членови со право на глас. Со ваквото незаконско работење ги решавале судбините на неистомислениците и професионалците во МВР. Со тоа се отвара сомнеш дека овие комисии во овој состав воопшто или често нема заседавано и кој нема одлучувано за предметното распоредување во полн состав, односно дека воопшто такви пропишани одлуки и записници подпишани од сите 5 членови не постојат. Честопати постојат само одлуки подпишани само од еден од председателите на двете комисии за распоредување во МВР, што е класична злоупотреба. Наведеното отвара сомнеш дека исто така е постапувано и работено спротивно на правилата и прописите на правната служба во МВР, од причини што воопшто ваквото незаконско постапување не го земало во предвид при споредување на постапките за распоредување и изготвување на решенија од страна на министрот за внатрешни работи. Затоа, денес, тука, јасно и гласно, на само неколку метри од кабинетот на министерот, ќе кажеме: доста е од злоупотреби, доста е и веќе ја претеравте. Време е да кажеме дека времето на одговорност доаѓа и иде.
на вработените им е преку глава од вашето нанесување на страв кон сите вработени и со злоупотреба на терминот потреба на службата. Одговорност мора да има и ќе има. Благодарам.